прво нема сомнение дека многу попуштавме. Европската унија многу попушташе. Не ги заштитувавме доволно човековите права и демократии. Долго време ги земавме здраво за готово. Многу касно видовме отпор. Видете го Европскиот парламент, например, му требаше долго време пред Европската народна партија да ја суспендира Народната партија на Виктор Орбан, што покажа јасна тенденција што ги подкопа основните принципи на владењето на правото, кои што се неприкосновени и се дел од заложбите дека сите земји членки мораат да ги следат и да ги почитуваат. Потоа кога зборуваме, знаеме за кандидати, знаеме дека Народната партија го заштитува премиерот поранешен на Северна Македонија покрај тоа што е предмет на истрага за корупција. Европскиот парламент е видовен, како што е и Европската комисија. Европскиот парламент имавме избори некаде на почетокот на годинава и видовме се поголем број на популисти. Ќе видиме како ова ќе влие врз политиките на Европската унија. Веќе гледаме негативно влијание во поглед на климатските промени и зелениот договор, да се надеваме дека слични негативности не се случат во поглед на клучните прашања и политики на агендата на Европската унија, односно проширувањето во иднина и осигурувањето на успехот на преговорите. Европската комисија понекогаш забораваме дека е чувар на договорите, на повелбите. Има обврска да обезбеди дека сите земји членки целосно ги почитуваат основните принципи на демократијата, основните слободи и права и владењето на правото. Но сепак и требаше долго време на комисијата да воведе мерки кои што се содржани во основачкиот договор на Европската унија, да преземе мерки против оние земји како што се Унгарија, една, кои што не ги почитува основните принципи на владењето на правото. И поради таквото доцнење, поради таквото одолговлекување да се отпочнат правни постапки, Виктор Орбан се обиде да направи се што му беше во негова моќ, да види колку далеку може да дотурка пред комисијата да действува. И ова е постојан предизвик. Видовме како за време на неговиот тековен мандат како председател на Советот, што завршува месецов, а потоа ќе имаме поумерено председателство во рацете на Полска. Полска ја презема председателството со Советот на Европа. Виктор Орбан во своите 6 месеци како председавач на Советот се обиде да ги подкопа и всушност се покажа колку е дисмисивен спрема и колку не ги почитува европските институции. Витално е да направат се во нивна моќ да компензираат изгубено време за Европската унија, да си го врати угледот и доколку некоја земја членка продолжи да не го почитува владењето на правото и основните принципи, веднаш треба да отпочне правна постапка. Поради тоа што ги поседува сите инструменти што стојат на располагање, не само членот 7 суспензија на правото на глас, туку и условувањето, условноста која што е поврзана со финансиската помош од Европска унија. Како што знаеме, во скорешното минато имаше неколку транши кои што не им беа споделени, не им беа дозволени на унгарците поради тоа што не го почитува владењето на правото.
Ова многу почесто и поефикасно треба да се користи како санкција и за да се осигура дека принципите не се подкопани од овие авторитарни тенденции. Секако, исто улога на комисијата да се осигура дека слични активности се преземат во поглед на земите кандидати. Ние секако гледаме дека имаме годишни извештаи за секоја земја кандидат. Морам да кажам, како што се спомна Србија, дека многу ми е чудно што неколку европски лидери патуваат кон Белград, како и председателот на комисијата, и ја го фалат господинот председател Вучич за владење на право и прогрес, а истовремено, ако не грешам, и Срđan ве молам, поправете ме ако грешам, владата се повеќе и повеќе апси представници од невладиниот сектор со тоа што критикуваат или водат кампањи против договорот за литиум, потпишан неодамна. Значи, ова не е од помош. На овој начин Србија никогаш нема да ги почитува принципите кои што треба да се почитуваат како земја членка. И мислам дека на Европската комисија е должноста да се осигура дека не ги крие работите под тепих, не ги замачкува сите можни прекршувања на законот кои што се случуваат во земјите како што се на пример Србија. И исто така би подвлекол неколку други аспекти. Една улога на граѓанско општество. Видовме дека, а ова е секако барање за сите земји и кандидати, поради тоа што сите знаеме дека граѓанското општество е клучен елемент во осигурувањето на отчетноста на владата. Секако, ако стават некого во затвор, не е од помош и ова треба да Европската Унија да го увиди и да го забележи, а не да го прифаќа како што очигледно го прифаќа. Многу ми е мило што новиот комесар за проширување Марте Кос минатата недела на еден настан во Брисел на кој што учествував, беше многу јасна и рече дека ќе направам се во моја моќ да се обезбедам дека владите целосно ги ја почитуваат клучната улога на граѓанското општество. Исто така кажа дека лично ќе се запознае со бранителите на човековите права. И ова, да ви кажам, беше нова свежа енергија наспроти лошото конто на претходникот незин. И затоа новата комисија се надевам со новата комесарка за проширување ќе сврти нова страница и ќе се осигура дека внимаваме повеќе на сите аспекти поврзани со процесот на приклучување кон ЕУ. И на крај да кажам неколку работи за независните медиуми. Споменато беше од Срđan и од другите. Во Северна Македонија имаме видено примери кога новинарите се нападнати, критикувани на социјалните мрежи, само поради тоа што презентирале спротивен став од она што се случува реално, односно што некои били и тужени, некои били замолчувани. Имаме среќа дека конечно Европската Унија сега после усвојувањето на директивата сега поседува инструмент кој што ќе обезбеди дека ќе се намалат или ќе се обидат да се намалат бројот на овие slapsuits, односно тужби за замолчување. Законодавството е во ред, но не е доволно. А што треба ние да сториме? Треба да се осигураме дека менталитетот ќе се промени. Властите да прифатат дека улогата на новинарите е токму тоа, да критикуваат нивната работа. На ист начин како што невладините го прават тоа. И новинарите треба да бидат
Седма сила. Сакам да заклучам со тоа дека сум релативно оптимистичен после својата дискусија минатата година во Брисел и кога чув изјава како од новата комесарка, се надевам дека ќе има промена на пристапот и дека ќе има многу поригорозно внимание да се осигураме дека и во рамките на ЕУ и земите кандидати, дека сите ќе го почитуваат целосно, ќе ги почитуваат целосно принципите да европскиот проект. Не смееме да заборавиме, ова е мировен проект. Има многу што да се зборува за Северна Македонија, но секако времето ме ограничува. Јасно е дека Северна Македонија се соочува со тешкоти во поглед на пристапниот процес и проблемот со тековниот билатерален спор со Бугарија. Ја прашав комесарката и беше многу јасна, рече дека желбата е билатералниот спор да не го попречи процесот на пристапување и дека комисијата не била толку успешна колку што би можела да биде, да спречи избивањето на таков спор кој што го поткопува процесот, а и кредибилитетот на Европската Унија воедно, за тоа што не дава долгорочно помирување. Се презентираше еден договор и сметам дека би било важно за владата да продолжи по овој пат, да се обиде да го реши овој проблем, но сосема е јасно дека билатералниот спор мора да се реши настрана од пристапниот процес. Ако дозволиме да го попречи процесот, ако дозволиме историјата и идентитетот и другите такви теми да го навлезат во условувањето на процесот, тогаш пристапот кон ЕУ ќе биде неуспешен. Апсолутно е клучно Европската комисија да постави одделен механизам кој што ќе ги реши овие билатерални спорови и ќе најде еден заеднички одговор решение кој што нема да попрекува, туку ќе промовира помирување во регионот. И тоа е уште една точка која што ја кажа комесарката, односно дека дел од незината мисија е да промовира помирување. Повторно да се признае дека не се сторило доволно во овој поглед и дека ова ќе прерасне во важен приоритет за Европската комисија во регионот. И во однос на медиумите, како што споменав, и извештајот на комисијата го споменува ова, односно скорешниот извештај за прогресот ги споменува нападите кои што се сторени, вербални напади, но сметам и физички напади, дека имаше против новинарите и како социјалните медиуми се користат од страна на поддржувачите на властите да го подкопаат кредибилитетот на новинарите, кои што навистина само си ја вршат својата работа, својата работна обврска. Владата тука мора да направи се во своја моќ да пречи ова да се случи. Прифаќањето критика треба да представува нормален дел од една демократија. Како во Србија, за жал, што можеме да видиме дека владеачката партија не сака да прифати критика. Да се уште има многу работа пред нас за Северна Македонија во пристапниот процес, секако владењето на правото, корупцијата уште е огромен проблем, како што видовме во последната изјава на Американската амбасада и ставањето на луѓе на црната листа покажува дека владата треба да направи многу повеќе по овие прашања.
за да продолжи по својот пат кон Европската Унија.